Остана само уште една пречка до почетокот на градежните активности за изградба на браната на река Отиња во Штип. Последната работа која зависеше директно од општината, донесувањето на деталниот урбанистички план е веќе завршена и истиот е во функција, со што Штип ги заврши сите обврски за изградба на браната. Сето останато сега е во раце на Министерството за транспорт и врски. Последниот чекор во текот на јануари месец е вадење на градежно одобрение за изградба на брана на река Отиња, што исто така е во Министерството за транспорт и врски, а ние веднаш после новогодишните празници ќе ги поднесеме нашите проектни документации со ревизија и со студијата за заштита на животна средина, кој што е еден пакет до Министерството за транспорт и ќе очекуваме наскоро градежно одобрение. Веднаш потоа Министерството за транспорт и врски ќе распише јавна набавка за тендер за изградба на браната на река Отиња. Деталниот урбанистички план опфаќа површина од 123 хектари и на него се предвидени сите содржини кои ќе бидат во склоп на браната. Опфатот не третира објектот како објект само брана и со пратечките елементи, туку и воденото огледало со сите заштитни површини кои што би требало да ги носи една брана, проектот за брана. Најголем дел од површината кој што го опфаќа овој простор ќе биде со намена диктирана од Генералниот урбанистички план D1 и D3, односно парковско зеленило и спорт и рекреација. Генералниот план ни дава простор од околу 5% од целиот плански опфат за реализација на викенд зона со намена домување во стамбени куќи со ограничена висина од 5+1. Дополнително за потребите на браната ќе се гради нова сообраќајница на потегот од популарната населба Леваци, а ќе се прави и нов резервоар за вода со капацитет од 300 метри кубни. Проектот е влезен во програмата на Министерството за транспорт и врски за оваа година, што значи дека изборите нема да бидат пречка за добивање на градежна дозвола и распишување на тендер. Во буџетот на Министерството за наредната година се предвидени 3,5 милиони евра за Штипската брана. Вкупната вредност е 7,5 милиони, а ќе се реализира во наредните 2 години.